Дефектот секундарен карактер во близина на шарената џамија во Тетово регистриран е денеска од јавното комунално предпријатие. По високите населби и дел од жителите во висококатниците во непосредна близина на дефектот утрово имале проблеми со водоснабдувањето. Дефектот се уште не е дефиниран, но се работи на негово санирање, велат од ЈКП. Како количина на вода, отприлике 1 литар во секунда истекнува овде. Веројатно се работи за стара линија гусана пред 70 години. И веројатно ќе излезе од другата страна на улица недефиниран дефект. За сега е недефиниран дефект. Не е голема загуба на вода, ама дефектот треба да се санира. Може да се каже дека е од секундарен карактерот. Во последниот период бројот на дефекти во општината е зголемен, но од ЈКП велат дека секојдневно интервенираат и работаат на санирање на дефектите. Дефектите се секојдневна појава, имаме 2-3 до 4 дефекти дневно, тоа е секојдневна појава и ми рачунаме дека е тоа во граница на нормала. Загубите не се големи. Ситуацијата не е идеална, но е подобро од лани, велат тетовци за состојбата со водоснабдувањето во општина Тетово. Изгледа годинава дека има, али што да ви кажем, тоа е срамота за Тетово, пошто цела вода од Шарпланина се зема од озгора и цело земјиште и планина се сушиле, нема ни кравите, ни никој нема вода горе. Мислам дека и доволно е се вода. Секогаш има вода, доволно вода има. За све има вода. Сега моментално супер е. Вода има доволна, само они потребјава нешто друго, што разумеш, или вади нешто или не знаем тоа. ЈКП апелираат до граѓаните рационално да ја трошат водата, а трајното решавање со водоснабдувањето ќе се реализира во рамките на проектот за зафаќање на водите на реката Пена. Со тој проект се предвидуваат дополнителни 200 литри вода во секунда.